Почитувани дами и господи, драги гости, почитувачи на фолклорот и традицијата. Добродојдовте на свечената академија, организирана по повод одбележувањето на големиот јубилеј, 80 години од постоењето на културно-уметничкото друштво Таши Милошевски од Ресе. 8 децении љубов, посветеност и неуморно негување на македонската традиција заслужуваат да бидат одбележани со достоинство и благодарност. Ви благодариме што сте овде вечерва, со вашето присуство ја збогатувате оваа свеченост и ни помагате да ја зачуваме живата врска со нашето културно и фолклорно наследство. Ви посакуваме вечер исполнета со емоции, убави моменти и гордост што сме дел од едно вакво значајно и вредно поглавје од историјата на нашиот град и нашата земја. Ве поканувам сите да се исправиме за интонирање на химната на Македонија. Сега, со особена чест и почит, го поканувам председателот на културно-уметничкото друштво Таши Милошевски од Ресен, Борче Трајчевски, да се обрати пред вас, почитувани гости. Почитувани гости, почитувани членови и поранешни членови на друштвото, драги љубители на фолклорот и пријатели на културата, дами и господа. Со огромна чест, возбуда и длабока почит, денес стојам пред вас на овој свечен ден кога заедно го одбележуваме големиот јубилеј, 80 години од постоењето на културно-уметничкото друштво Таши Милошевски од Ресен. Ова не е обична бројка. 8 децении значат 80 години љубов, труд, посветеност, борба, уметност, пријателство и пред се нераскинива врска меѓу традицијата и днината. Осумдесет години во кои генерации и генерации ја пренесуваат нашата народна музика, игра и песна од срце на срце, од сцена на сцена, од Ресен до светот. Нашето друштво е создадено во далечната 1945 година,
веднаш по завршувањето на Втората светска војна, во време кога народот имаше потреба да обнова надеж од заедништво. Токму културата беше таа што ги спојуваше луѓето, ги враќаше на корените и им даваше сила да продолжат напред. И од тогаш до денес, Таше Милошевски е жив сведок на тоа како љубовта кон фолклорот може да создаде едно семејство, една заедница, едно духовно богатство кое не старее. Низ овие 80 години, нашето друштво поминало низ бројни предизвици, историски, финансиски, организацијски, но секогаш сме стоеле исправени. Затоа што имаме срце, затоа што имаме душа, затоа што во секој наш чекор, секој наш настап, секој аплауз, ние не настапуваме само за себе, туку за сите што биле пред нас и за сите што ќе дојдат по нас. Почитувани пријатели, Кут Таше Милошевски не е само сцена и носи. Тоа е училиште за живот. Тука младите учат дисциплината, тимската работа, почитта кон традицијата, но и важноста на културниот идентитет. Тука се создаваат пријателства, љубови, спомени. Многумина од вас, кои денес сте тука, ќе се присетите на првото облекување на носијата, на првиот аплауз, на возбудата пред настап, на патувањата во странство, на смеењето во автобус, на солзите од среќа по успешен концерт. И токму затоа, денес не славиме само 80 години историја, денес славиме и 80 години емоции, вредности, моменти, кои не може да се измерат ниту со време, ниту со пари. Денес им оддаваме признание на сите тие луѓе кои го оставиле своето срце во ова друштво. Сакам јавно да им се заблагодарам на сите нив, на сите поранешни членови кои го граделе угледот на Кут Таше Милошевски, на сите што волонтирале, што вложиле труд и љубов, без очекување ништо за возврат. Вашето дело живее низ нас, вие сте темелите на овој јубилеј. Но денес, исто така, сакам да зборувам и за еднината. Бидејќи колку и да сакаме традицијата, таа не може да живее без новите генерации. А токму тие, нашите најмлади, се нашата најголема гордост. Тие се доказ дека факелот продолжува да се пренесува. Нема поголема среќа од тоа да видите дете како гордо носи носијата на својата баба или млада играурка што со страст го учи истото што нејзиниот дедо го играше пред 50 години. Драги пријатели, Кут Таше Милошевски ќе продолжи да постои, ќе продолжи да создава, да едуцира, да поврзува. Нашата мисија не завршува со овој јубилеј. Напротив, ова е само нова страница, нова можност, нов почеток. На крајот, дозволете ми да ви се заблагодарам на сите вас што вечерва сте тука со нас, на локалната самоуправа, на институциите кои ни даваат поддршка, на културните друштва од земјата и од странство, кои се наши пријатели, на публиката, на сите што верувате во нашата приказна. Нека живее Кут Таше Милошевски, нека живее фолклорот, нека живее Ресен. Ви благодарам од срце. Продолжуваме со еден посебен и исклучително значаен сегмент од вечерта. Ревија на народни носии. Народната носија е повеќе од облека. Народната носија е повеќе од облека. Таа е ткаена приказна, сведоштво за векови на традиција, убавина и идентитет. Во неа се вплетени боите, символите и душата на народот. Ке имате можност да видите традиционални носии од различни краишта на нашата татковина. Секој е уникатна по својата форма, значење и културна вредност. Додека трае ревијата, ќе уживаме и во музичкиот настап на возобновената група Распеани ресенчани, која со години делуваше во склоп на нашето друштво. Тие ќе ни отствират неколку песни од својот репертоар, како мост меѓу генерациите и доказ дека традицијата продолжува да живее, да се слуша и да се чувствува. Ќе започнеме со Леонора Тасовска, која е облечена во бурна преспанска носија, која се носела во западниот дел од Преспа,
поточно пределот од село Горно Дупени до село Крушија. Горно-преспанската носија представува значаен символ на традицијата и културниот идентитет на македонците во Преспа. Таа носи во себе сведоштво за животот, обичаите и уметничкиот израз на народот во овој регион. Со свој препознатлив стил, рачни везови и употреба на природни материјали, оваа носија представува спој на естетика и практичност, развивана и пренесувана низ генерации. Секоја нејзина компонента има своја символика и порака, а преку неја се открива богатството на македонското народно творештво. Носијата за овој дел од Преспа содржи бела ленена кошула, гушник од кадифа, кадифени линтани или палаткици, батиран шарен шегун, шарен ткаен прецевник, шарена шамија, црни чорапи и чевки. Остануваме во нашата Преспа, овој пат преку Мартин Ленчевски и Ева Метановски, кои презентираат долно-преспанската носија, која се носела од селото Сливница па се до грчкиот дел од Преспа. Да напоменеме дека до Илинденското востание 1903 година, носијата која се носила во овој предел била бела, која подоцна мештаните поради жал од големиот број загубени животи од истото востание се облекувале во црно. Женската носија после Илинденското востание која ја гледате, била составена од бела кошула, кадифен гушник, црна фута или працевник, црна џуба, црн долг елек, црни чорапи, опинци и шамии. Истата носија носели помладите девојки, само со кратки елеци. Мажите од долна Преспа носеле бела долга кошула, бели бечви, црвени волнени чорапи, шајакни, бели туслици, црн појас, црн елек, капа која била наречена качкета, опасач и опинци или чеви. Нашата регија, преку следните народни носии, каде прошета, и сите предели на нашата преходата со култура Македонија. Петар Сашовски и Марија Маријановиќ се продифилираат со машката и женска носија од Горни полок Тетовски, поточно регионот Поселе, а со истата се игра истоимената хореографија. Тетовската носија од Поселе представува еден од највпечатливите примери на македонското народно облекување, позната по својот раскош, префинет изработка и символика. Оваа носија, особено женската, изобилува со декоративни елементи, богат вес и светли бои, што зборуваат за економската и културната развиеност на овој крај. Носијата од Поселе не е само однев, туку уметнички израз на идентитетот, гостинството и традицијата на македонскиот народ во Тетовскиот регион. Женската носија од Поселе и содржи следните елементи: кратка кошула, долга кошула, елек, два прецедници, пусали из кутина, црни чорапи, опинци, под марама и како дополнителни украсени цветови на главата и парички награди. Со оваа женска носија во нашето друштво избитуваме и хореографијата водата. Машката носија од овој предел е составена од кошула, бели потури или бечви, појас, црн елек, црни чарапи, опинци и шубов. Димитар Крајчевски и Јана Марковска се облечени во традиционална фолклорна носија од Кумановскиот регион. Со истата во нашето друштво изведуваме хореографијата Куманов. Женската носија од Кумановскиот регион содржи кошула, елек, прецевник или фута, на главата капче со украси, жолта шамија, појас, токи, црни чорапи, опинци и украсни парички. Машката носија е составена од бели потури или бечви, кошула, црни шарени чорапи, опинци, појас, шамија на главата, опасач и крпи или бришачи на појасот. Како следни, ќе ги видиме Матеј Чакаровски и Јана Николовска, со носија која се носила во Беровскиот и Делчевскиот регион на Македонија, каде се нарекува уште и шопска носија. Исто така се носила во Кюстендил, денеска лоциран во соседна Бугарија. Женската носија е составена од следните елементи: кошула, шегун, гушник, појас, прецевник, шамија, црни чорапи и опинци и токи како украсен елемент.
Машката носија содржи бела шарена кошула, црни панталони или потури, појас, црни чарапи, шубара и опинци. Малешевскиот крај исто има своја карактеристична народна носија. И како следники ги видите Василий Парцуловски и Марија Стојановски, машката и женска носија од тој крај. Женската носија се состои од бела кошула, фустан од чајак, плиширан, гушник, жолта шамија, прецевник, црни чарапи, опинци и украсни токи. Машките од овој крај носеле кошула, црни панталони бечви, појас, елек, црни чарапи, опинци и шубара. Марко Евтимовски и Илијана Стојановска, облечени во машка и женска носија од овчеполието, Источна Македонија, е како следни. Истата во нашето друштво се потребува при изведба на хореографиите Роненка и Жетва. Женските од овој предел носеле кошула, манта или џуба, елек, прецевник, црни чорапи, опинци, бришалки, шамија, накид. Машката носија се состои од кошула, раки или потури, елек, бришалка, појас, црни чорапи, опинци и крпа на главата. Градовишкиот предел исто така изобилува со својата богата и карактеристична носија, а вечер во убавината на оваа народна облека ќе ја погледнете на Мухамед Бичек и Ана Димовска. Женската носија се составена од долга кошула, бела и везена, кратка кошула која е шарена, шегун или чуба, кошула саја, појас, шарен елек, скутина или фута, црни и плетени чорапи, опинци, подшамија, свилена шамија и украсни елементи, како бели цветови на главата и гердани од брош со парички наградите. Машката носија се состои од бела везена кошула, бели бечви, сукна, појас, елек, крпа вишачка, шарени чорапи, карактеристични само за Градовишкиот регион, опинци и шубара. Продолжуваме со носија од Гевделискиот регион, поточно од селото Боимија, а Дарија Броевска е облечена во оваа прекрасна носија, со која се изведува хореографијата Лазарин. Со женската празнична невестинска носија од овој предел се забележливи. Антериот пругасто шарена домашна тканина, бел појас, еднодиплена декоративно орнаментирана скутина наречена дипла. Носијата се состои од додатните украсни крпи, како и специјалната капа украсена со природни вештачки цвеќиња, црвено кратко украсно елече, гушник, накид, црни чорапи и опинци. Андреј Колевски, Јована Јошевска и Ивана Ромидовска ја презентираат машката и женска носија од Кичевскиот предел, кој имате можност да погледнете како следни. Кичевскиот регион, односно пределот Копачија, има две варијанти за женскиот пол, каде мажените и немажените девојки носеле различни носии. Додека девојките се уште не биле мажени, носеле кошула со доста везови, карактеристични за крајот на Копачијата. Везен гушник со цветови, краток бел и везен елек со доста везови и доста наниски. Црн појас, шарена скутина со жолта и кафеава боја, карактеристична за крајот. Црни чорапи, везена шамија, а мажените девојки ставали на цветот кола и црн краток елек. Машката кичевска носија била составена од бела кошула, бели бечки очајак со црни пруги, црвена кошула, појас, црни чорапи, опинци, црно капче наречено печ. Како следна е прекрасна женска носија, вечерва презентирана преку Ана Марија Колевска и е карактеристична за Прилепскиот регион, поточно областа Мариово. Оваа традиционална носија е составена од бела везена кошула, минтани на рацете, гушник исто така бел и везен, бел шегун со доста црвени карактеристични реси на рамената и на долните краи, појас, прецедник,
шарени мариовски калци или чорапи, опинци и за празници на главата носеле тулари. Уште една прекрасна машка и женска носија вечерво пред сите вас ја презентираат нашите Тео Николовски и Елена Добрев. Тие се облечени во традиционална народна облека од Литовскиот регион, која е позната како полска носија. Женската носија се состои од бела кошула виза, која е со многу везови карактеристични за литовскиот крај на ракавите и на долниот дел. Везен вушник, бел елек со црни ширики, црна скутина или прецевник, бела шамија наречена грбна, накид, црни чорапи и опинци се сите обликовни елементи од кои се состои ова полска носија. Машката носија се состои од шарена бела кошула, бели бечви, црни шарени чорапи, црн долг елек, црн појас, торба, шувара и опинци. Како следни, машка и женска традиционална носија од Пиринска Македонија ќе ги представат Давид Недоновски и Ана Марија Трифоновски. Со оваа носија во нашето друштво ги изведуваме хореографиите распреани различен Пирин, Свекеверачка и Пирин планина. Девојките од овој регион носеле бела шарена кратка кошула со доста везови на предниот дел и ракавите, сукна црвена и шарена, бела подсукна, елек, прецевник или скутина кој е црн и шарен, шарени волнени чорапи, опинци и шарена шамија. Машката носија се состои од бела шарена кошула, кафеави бечви или потури кои се везани, појас, елек, шубара, црвени чорапи и опинци. Леон Филиповски и Ана Јанчевска ја носат нашата фолклорна разгледница до Скопското поднебје, поточно областа Скопска Платија или Скопска Црна Гора, која е позната исто така под поимот Грачево. Со оваа носија се игра препознатливата игра Црногорка, како и хореографијата по Врдава. Девојките од Грачево носеле кошула која била бела или шарена, црвен и шарен шегун, карактеристична црвена шарена скутина, црвени шарени чорапи, опинци, шарен појас, жолта шамија и стега со цвет. Мажите биле облечени во долга бела шарена кошула, бели бечви, појас, црвени шарени чорапи, опинци и шарен елек. Иван Риго и Викторија Риго ја представуваат носијата од Велешкиот планински предел, која била позната и како влашка носија. Таа била носена и од врвните велешки и крушевски мајстори калајџии. Елементи кои карактеризираат велешката женска носија се кошула која била бела и истовремено шарена на градите и ракавите, бела подсукна со дантели, црвена широка сукна, прецедник, појас, шарена шамија, елек, црвени чорапи и опинци. Машката носија се состои од бела шарена кошула, црни панталони, црни чорапи, шарен појас, прецедник за работа, торба за алат за пренесување, шувара и опинци. Географски близко до нашиот град, но сепак доста различни карактеристики има носијата од Охридскиот регион, а истата вечерва пред нас ја презентираат Андреј Ангеловски и Јована Григараковска. Девојките покрај Охридското езеро носеле тајна бела кошула, шарен вушник со цветови, бел шајакен елек со црни фрагменти, шарен ткаен прецевник везен со тантела, појас, така наречен плегач, бела шамија, црни чорапи, опинци и накид. Машката носија ги содржи следниве елементи: бела кошула, бели потори со црни елементи, црвени шарени чорапи, црвен шарен појас и опинци. Со оваа носија во нашето друштво ги изведуваме хореографиите Охридски игри и Охридските женски игри Билјана Платновач. Кристијан Пузевски ја презентира носијата од областа Славиште, северо-источен предел на Македонија во близина на Крива Паланка, а во нашето друштво со истата се изведува хореографијата намирка. Оваа носија ја осликува едноставноста и достоинството на македонскиот народ од овој крај. Истата представува жив спомен на народниот живот, обичаите и гордоста на Славиште.
Машката носија се одликува со бела кошула, кафеави панталони, кафеава блуза или шегун, црни чорапи, шибара и опенци. Петар Шуминовски пред сите вас ќе ја презентира машката носија, која потекнува од Особовскиот регион, а во нашето друштво систата се изведува кореографијата Особов. Оваа носија го осликува мирниот, но достоинствен селски живот и традицијата на северо-источна Македонија. Истата се одликува со светли бели панталони бечки, бела долга кошула, црвени чорапи, бел појас, шамија и опенци. Преку Илија Денесовски и Зорица Станковска ќе се вратиме назад во Преспа, поточно во Мала Преспа, предел кој представува важен дел од македонското културно наследство и фолклор. Носијата се одликува со богатство на везови, традиционални митови и специфични елементи кои одразуваат идентитетот и животот на македонското население од овој регион. Преку деталите во облеката се прикажуваат вековните традиции, обичаите и уметничкиот израз што се пренесувале од генерација на генерација. Машката, а и женската носија од Мала Преспа се истовремено едноставни и раскошни, изработени од природни материјали и украси со рачна изработка, која сведочи за умешноста на преспанскиот регион. Женската носија се состои од бела ленена кошула, працевник, долг црн елек, гушник, бела шарена шамија, шарена капа, минтани, гердани со пари налижани, зелени чорапи и опинци. Машката носија се состои од бела кошула, црни панталони, црвен појас, зелени чорапи, црн елек и опинци. За на крај од нашата ревија, преку Кристијан Николовски и Лиле Филиповска, сакаме да ви ги представиме типичните ресенски градски машка и женска традиционална носија, која се носила само во Ресен и старото Јанковец, која беше приградска населба на нашиот Ресен. Женската носија била составена од кошула бела ленена, која на ракавите е многу везена со карактеристичен вез, само за ресенскиот регион, кадифен гушник, кадифени минтани, бел шајакен шегун со црвени шари и реси, кој има и посебни ракави со джинџи, летен и зимски прецевник, краток елек, шамија свила коприна која е карактеристична само за нашиот град Ресен, црни чорапи и чевли. Мажите во Ресен били облечени со бела кошула, црни панталони, шарен црвен елек, појас, капа која била наречена шубара, црни чорапи и чевли. Македонската народна носија не е само облека. Таа е символ на идентитетот, историјата и духовната култура на нашиот народ. Со секој вез, боја и орнамент се пренесуваат спомени, верувања и традиции од генерација на генерација. Иако времето носи промени, носијата останува како жив доказ за уметноста, вредностите и гордоста на македонскиот човек. Затоа, наша обврска е да зачуваме, почитуваме и пренесуваме нејзината вредност и убавина на идните поколенија. Во продолжение следува најсрдечниот дел од вечерта – доделување на повелби и благодарници на личности и институции, кои дале значаен придонес во зачувувањето и унапредувањето на нашата традиција, култура и вредности. Ова е наш начин да изразиме искрена благодарност за нивната посветеност, поддршка и љубов кон сето она што го правиме, низ годините, но и денес. Примателите на признанијата, доколку сакаат, може накратко да се обратат до присутните со неколку зборови. Повелба му се доделува на Сотир Чаучевски.
микрофон. Без микрофон сум... Може. Без микрофон сум празен во устата. Прво, да ги честитам овие 80 години, во кои некаде 60 години е моје учество. Што во играорна, што во драмска, што во литературна, што без никаква обврска, јас само кратко благодарам што не ме заборавивте. Мислам дека сум овде најстар. Благодарам што не ме заборавивте. Благодарам за се досега, а вас ви благодарам што еве вечерва толку ме расположивте со носиите, што искрено ќе уживам цела вечер во подготовка на репортажа. Ви посакувам многу успешна работа понатака, не 80, да видиме, јас не ќе видам, ама 120 да видиме. Ќе направиме денинет, уште 40 ќе издржам. Благодарам. Илија Тановски. Васко Андреевски. Борче Трајчевски. Митрополит Европски господин Пимен. Градоначалник на општина Ресен Јован Тозиевски. Добро вечер на сите. Јас поемотивно, бидејќи секогаш во животот ги се чувствувам како дел од Таше Милошевски. Не се малце 10 години поминати во Таше Милошевски. Да го честитам огромниот јубилеј, да им честитам на сите кои продефилирале низ Таше Милошевски, на сите помагатели и пријатели на Таше Милошевски. Да ви посакам уште многу години успешна работа и уште многу генерации да не представуваат на секаде во светот како и досега и да го одржиме најголемиот бренд на Преспа. Сакам да споделам една чудна ситуација од денеска, брзајки за да се вратам, за да стигнам на настанот на моите колеги, викам морам да одам побрзо, бидејќи славиме 80 години на културно-уметничкото друштво. И еден од колегите ме гледа и како 80 години? Ние 20 години имаме општина. Па толкова институција е Таше Милошевски. Димко Тосковски. Живко Гошаревски.
Живко Ристевски. Имаме помината многу. И беше такава на друштвото. Почитувани гости, драги пријатели, особено ми е задоволство да ја примам ова поведба по повод 80 години од ова друштво. Ова не е друштво на преспа, ова е друштво на светот. Ако некој ја знае и ја почитува културата, достоинството на сите преспани, тоа е културно-уметничкото друштво Таше Милошевски, познато и признато во и надвор од нашите граници. Уште 180 години да живее и никогаш повеќе да не застане во друштво. Наджи Тахироглу. Илче Ангелевски. Александар Божиновски. Ајде не се чита Ана само. Ана Савевска. Александра Марковска. Роберт Кереместевски. Николче Наковски. Марија Тасевска. Љупчо Илиевски. Зорица Мишуревска. Живко Шуминовски. Никола Папа. Христијан Шукуловски.
Стане Гроздановски. Со Цане сме од првата играорна, мислам, од 78 година. Сега, некој велико играора, Стојановски Никола и Белјани. Алгрета и Гоми 96 Ресен. Зоран Кипревски. Зоран Котевски. Зоран Кипревски. Игор Метановски. Емилија Мешуревска. Илија Стразовски. Кире Ристанчевски. Јас најпрво да пожелам не 120, 1200 години за да постане. Да станат исто игралната група во склоп на Таши Милошевски, како и безвременските ресенчани. Да кажам дека првиот секретар на Таши Милошевски беше мојот татко, покоен татко Соко Стрезовски. А јас сум останат од најстарите ресенчани последниот могагинец. Пожелам многу успех на новите ресенчани. Дајте им еден голем аплауз. Хвала се најдобро, желби, успеси се најдобро. Кире Ристанчевски. Irish Pub Road to Dublin. Јован Ставревски. Едно големо браво за ова.
Веспа Колинг. Тргосервис Ресен. Томе Филипов. Томени Филипов ми е долгогодишен пријател во Кочани, кој ни помага при набавка нови угодности, нешто ни изработува, нешто ни доставува материјал. Голема благодарност за него. Ставам во фото, а нешто. Честитки за огромниот јубилеј, 80 години активно постоење и делување на културно-уметничкото друштво Таше Милошевски, со многу желби за идни успеси и одбележување на многубројни други поголеми јубилеи. По знак на благодарност за долгогодишната соработка и од чест да врачам на друштвото дел од нашиот произход. Јовче Ангеловски. Љупчо Крстевски. Марина Шојлевска. Мик Травел Битол. Александър Сасайковски. Леон Стефановски. Миланчо Марковски. Наташа Ташовска. Никола Наумчевски. Сара Младеновска.
Љупчо Кочовски. Илинка Доревска. Билјана Гошаревска. Хамди Таировски. Може чичко наđe да се. Бени Спировски. Благоја Воденичаровски. Валентин Михајловски. Основно училиште Гоце Делчев Ресен. Кардашлик Ресен. Основно училиште Мите Богоевски Ресен. Средно општинско училиште Цар Самуил Ресен. Дом на култура Драги Тозија Ресен. Клик компјутери. Нефру Сулейман. Земјоделска задруга Преспанка, Преспанско јаболче Ресен. Гордана Трајчевска. Кочо Нанчовски. Сашо Илоски. Љупчо Пецалевски. И едно од мене големо благодарам за вашето присуство. Во изминативе 22-3 години покажавме дека можеме да менаџираме и во многу тешки услови.
Сега сум многу горчо, ево имаме и наследници кои одат по нашите стапки и верувајте, сакам да послужиме за пример и на културно поле и на општествено поле, како треба да делуваат сите и невладини организации и општествени организации, секој во свое време да осетиме дека може некој да не замени зашто не сме вечни и да се надеваме дека ќе бидат уште подобри од нас. Ви благодарам уште. Обично за посебни заслуги во активностите на ансамблот доделуваме посебни признанија. Ова година Марија Тасевска е една од заслужените за такво признание. Ана Савеска. И Александра Марковска. Драги гости, ви благодариме што бевте дел од оваа свечена вечер. Благодарение на луѓето како вас, традицијата живее и се пренесува низ генерациите. Да продолжиме заедно да ги славиме нашите корени, обичаи и вредности, затоа што тие се нашиот идентитет и нашата сила. Ве покануваме на неформално дружење и освежување кој ќе се одржи во малата сала на општина Ресин. Од таму, сите заедно ќе се упатиме кон спортската сала, каде што ќе се одржи годишниот концерт по повод јубилеот 80 години од постоењето на културно-уметничкото друштво Таши Милошевски, со наслов Преспа од 3 дела во едно срце. Поканите што ги добивте за тука ќе ви служат и како влезница за концертот. Ви посакуваме пријатна вечер и уште еднаш ви благодариме што го одбележавте овој значаен јубилеј со нас.